Од денеска прекрасната Москва, како што кажа ти, тука сме да ја проследиме дводневната работна посета на председателот Ѓорѓе Иванов. Главниот настан ќе биде утре. Станува збор за средбата со рускиот председател Владимир Путин, која е веќе потврдена за утре точно напладне во 12 часот во Кремљ. Кои ќе бидат темите на разговорите се уште не се познати, но со оглед на тоа што Руската Федерација изминатите месеци покажа особен интерес за политичката криза во Македонија, се сеќаваме на сите тие соопштенија што ги испратија преку Руското министерство за надворешни работи, јасно е дека една од темите ќе биде актуелната ситуација во Македонија и се разбира сите процеси што се случуваат на Балканот. Русија е многу заинтересирана, очигледно е тоа, за процесите што се одвиваат во нашиот простор, во нашиот регион. Инаку поводот за посетата, како што кажа во најавата, е наградата што треба да ја прими председателот Ѓорѓе Иванов, наречена е, го носи името на Алексеј II, станува збор за награда која ја доделува фондација основана од овај поранешен патријарх кој почина во 2008 година, патријарх на Руската црква. Станува збор за награда според образложението која се доделува за извонредна дејност во затврстување на единството на православните народи и за промовирање на христијанските вредности во животот и во општеството. Наградата на председателот Ѓорѓе Иванов ќе му ја додели лично актуелниот патријарх господин Кирил. Свеченоста ќе се одржи во 17 часот во храмот Христос Спасител. Инаку председателот Ѓорѓе Иванов е еден од тројцата годинешни добитници на оваа награда. Освен него ќе ја добие и патријархот на Копската црква и исто така ќе ја добие и градоначалникот на Москва Собјанин. Инаку претходните години станува збор за меѓународна награда, ја добивале и председателите на скоро сите држави од нашиот регион, почнувајќи од грчкиот, бугарскиот, српскиот, црногорскиот, председателот на Кипар, председателот на Естонија, но ја добивали, например, председателот на Палестина, Махмуд Абас, и се разбира рускиот председател Владимир Путин. Освен високи државни функционери, ова награда ја добиваат и истакнати личности, како што се, например, спортистот Ѓоковиќ или режисерот Емил Костурица. Предходно, пред да се случи оваа свечена церемонија, која, како што реков, ќе започне во 17 часот во црквата Христос Спасител, ќе емитуваме во живо на нашата програма. Председателот Ѓорѓе Иванов ќе има и две билатерални средби. Прво со епископот Тихон, станува збор за многу влијателен епископ во Руската црква, кој беше неодамна во посета на Македонија, а потоа ќе има средба билатерална и со патријархот господин Кирил. Една од темите се разбира се очекува да биде и статусот на Македонската православна црква. Знаеме дека минатиот период Руската црква во неколку обиди се обидуваше на некаков начин да помогне да се надмине тој спор што го имаме со Српската православна црква околу статусот на нашата Македонска православна црква. Уште еднаш да повторам, Јована, главниот настан е утре. Председателот Ѓорѓе Иванов ќе има средба со рускиот председател Владимир Путин.